Ви благодарам. Јас споменав дека сите амандмани, неколку поред, се од РЕК Битола, односно од ЕЛЕМ, од ЕВН, не, Електрани на Македонија, Електрани на Македонија, која што е државна фирма. Значи, не држи тоа дека ние немаме право, дека е тоа во надлежност на ЕЛЕМ. ЕСМ има многу проекти, многу предизвици пред нас, затоа јас ги поднесов, токму затоа ги поднесов овие амандмани, да смогнеме сили како собрание, како пратеници, да издвоиме средства, бидејќи ви кажувам, јаглен нема, загадувањето огромно, притисокот ќе почне од Европската заедница, ќе почне и да не се произведува доволно струја, ќе треба да се увезува и ќе патат на крајот граѓаните, бидејќи ќе мора струјата да се покачува. Еднаш ја покачивте 7,4% и тоа после избори, заштото не го кажавте пред изборите, а сега, вака ако се продолжи, истото ќе се случи. ЕЛЕМ точно има свој буџет, своји приходи остварува и вложува во проекти, но во спомена овде се работи за проекти од баснословни суми. Овој конкретно овој амандман кој што е сега е една тема која што додека бевте во опозиција експлоатирана е на секој можен, во секоја можна ситуација. Во ребаланс на буџет, во дискусија, во се. Тоа е немањето на сопствена механизација за потребите на ископ на јаглен и дотур на јаглен и користење на фирми за услуга. И тие суми се големи. Еве, јас ќе споменам само неколку од нив. Во 2017 година биле 294 милиони денари, во 2018 388 милиони денари, во 2019 547 милиони денари. И се ова, ако се собере за овие 3 години, милиарда и 200.000 денари се дадени на фирми, компании кои што ги прават тие услуги. Експлоатирано, реков, до максимум од пратениците кои што доаѓаат од Битола, се разбира. И најава веднаш во 2016 на изборите дека одма кога ќе дојдеме ние овој проблем ќе го решиме. Денес сутре проблемот се уште не е решен. Сега за волја на вистината, негде декември 2019 се направи една пресконференција на која што присуствуваше и премиерот, се најави дека ќе се набави таквата опрема во износ од 19 милиони евра. И што се случува сега во меѓувреме? Само извинете, зошто до сега не била набавена, бидејќи не одговарал законот за јавни набавки, кој што предвидувал само ниска цена, сме чекале дека нов закон за јавни набавки, кој што покрај цената ќе го опфати квалитетот и 60% најниска цена, 40% квалитет, во април 2019. Еве, јас не бев тоаш пратеник, има тука пратеници кои што беа во минатиот состав. Законот за јавни набавки во април 2019 е донесен. И повторно, не е отворена јавна набавка, туку е отворена непосредно пред изборите. Убаво што е отворена, нека биде и пред изборите, меѓутоа, за жал, на 26.11. одлуката е донесено решение од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки, со кое се поништува одлуката за избор на најповолна понуда за дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. По еден куп основи. И нормално е вратена на повторно разгледување. Зошто го поднесов овој амандман? Го поднесовме заради тоа што и да ЕСМ има своји средства да го реализира тоа што сега е вратено на повторно разгледување, пак малку. Уште повеќе треба опрема. Повторно ќе бидат ангажирани на фирми, кои што вие во минатото ги нарекавте златен рудник, и да е уште поинтересно фирмите кои што овде дури симиња беа спомнувани, јас нема да ги споменам така, скоро дел од нив повторно исто продолжуваат да ја бркат таа активност во РЕК Битола. Ова ќе значи големи заштеди за РЕК, ќе влијае позитивно на производната цена на енергијата,
а со тоа и на индиректно и на позитивно на джепот на граѓаните, бидејќи покачувањето евентуално на струјата го плаќаат граѓаните. Ви благодарам. Доколку